Ако можам да забележам, се случуваат известни процеси кои водат токму во таа насока на еден судир на оваа теза која се доаѓа од Лондон дека тој српски свет треба да се присобере и да, односно, ако може да го нема најдобро, наспроти овие проевропски и продемократски тенденции и како што можеш да забележиш, преку ноќ Додик исчезна од црната листа заедно со една цела екипа и вклучително и некои правни субјекти кои очигледно не му значајни. Како дошло до тоа не знам, очигледно имало некои пазари, но веднаш после тоа Додик се огради од Вучич. Но очигледно дека пораката до Вучич е многу јасна. Дека тоа неговото мора да запре. Мислам дека е пресретнат јако и во Црна Гора со оваа операција со која сакаше повторно да се дестабилизира Црна Гора, затоа што знам од еден инцидент тепачка во која учествуваат двајца турци, па потоа излегуваат видеа дека усари не ја предизвикале они, дека други ја предизвикале, од која сакаше да се направи една општа хистерија во општеството. Па се направи за жал, затоа што таму имаш политички партии кои апсолутно се, како да кажам, дел од таа матрица идеолошка на Вучич, ако не и креирана од него. По мене, тоа е еден позитивен тренд на демонтажа на таа идеологија, односно на оваа последна фаза на распадот на Југославија, ако можам така да наречам, бидејќи српскиот свет имаше токму таа тенденција да ги задржи Босна, Србија, Црна Гора и Македонија во некаков сојуз во кој е доминантна, се разбира, Србија. Тоа што Путин го прави со војната во Украина.